ми треба помош, нормално дека се тука да ми помогнат. Кажи нешто повеќе за ателието. Нели отвори ателие. Сега има, нели, веќе се наближува крајот на школската година, имаме матурантски. Како ти оди работата со нив? Па доста, можам да кажам дека имам доста работа, значи едва успеав да најдам термин за емисијата, да се сретнеме, да ја снимиме. Има премногу заинтересирани од страна на матурантките, меѓутоа има и доста и од матурантите заинтересирани, оние кои што не сакаат да бидат униформирани и кои сакаат да изгледаат малку поинаку, веднаш бараат стручна помош, тоа е позитивно и ме радува доста. Од страна на моделите, значи што ги бараат матурантките, претежно оставаат, ми даваат као тие некој правец во кој да се движам и потоа оставаат на мене да одлучам јас според нивната градба, нормално според нивната физиономија, дали моделот одговара или не. Јас нормално им давам совети, им давам мои предлози и добро е тоа што 99% веќе од клиентите ги прифаќаат предлозите. Оти знаеме, често пати некогаш има и такви кои инсистираат на она што го замислиме, меѓутоа засега немам на иден. Многу се, или ако ги има, се многу малку. Напорно е да се работи со такви личности кои си сакаат нешто, а не прифаќаат совети. Па напорно, не напорно, јас сум личност што лесно се прилагодува, значи карактерно сум таква, така да успеам да се снајдам во целата таа ситуација. Нормално дека не е исто како со некој кој веднаш те разбира што сакаш да му кажеш, дека веднаш разбира нештото што го побарал не одговара на неговата физиономија, дека нешто друго подобро би му стоало, меѓутоа и ако на почеток се скептични во тој поглед, на првата проба, втора проба кога одржуваме, значи гледаат дека тоа што сум им го понудила јас е стварно подобро од него или претходно побараното нивно. А како мислиш за македонците поточно? Што мислат за модата и дали оди некако во нагорна линија се движи модата и модниот живот во Македонија? Па ако представиме на некој си графикон, да, линијата е постојано оди нагоре. Така е затоа што пристапот до интернетот, значи, ни стана секојдневие. Во земја влегуваат доста списанија, значи Fashion TV се гледа доста, така да следат што е модерно. Нормално дека има и некоја униформираност, дека онај мејнстримот што е оди во некој си правец зацртана линија, меѓутоа има и такви што сакаат да експериментираат и се делат неја, често пати излегуваат и се тие оние што се водечките, да речеме, во однос на модата. Дали Македонија има квалитетни дизајнери, кои се според тебе едни од квалитетни? Да, доста квалитетни дизајнери има Македонија. Значи, не би издвојувала некој посебно, меѓутоа има доста квалитетни дизајнери. Посебно сега од кога почна да излегуваат школовани кадри, тука и во државата, значи од младите дизајнери има доста квалитет. Значи Македонија нуди во однос на тоа што следиме модни тенденции кои некои ги во светот, значи постојат дизајнери кои ги наложуваат тие модни тенденции, ние пробуваме да ги следиме, значи така работи цел свет, така работат сите модни дизајнери според тие модни тенденции. Нормално дека има истрчани модни дизајнери, дека има и онакви следбеници, оние што ги следат. Значи сега ние сме во ситуација општо во државата целосно да ги следиме тие наложени модни тенденции. Меѓутоа квалитетот се нуди тука и во однос на изработка, и во однос на дизајн. Сето тоа е присутно и во земјата. Нормално дека нашите дизајнери немаат некои големи ателија, немаат бутици и не се толку славни.
и популарни за сето тоа да биде на некој си голем глас, меѓутоа она што го нудат, она уникатно парче што го нудат е доста квалитетно. Дали заради тоа што Македонија сепак е мала земја и не нуди голема работа, значи за оние кои се одлучиле да одат на тоа, на моден дизајн, дали сметаш дека многу дизајнери успеваат да избегаат и доколку најдат работа во странство да останат таму и да работат? Па присутно и тоа, да. Секој значи си го бара својот пат под сонцето. Сите пробуваме да успееме на некој начин, дали тука во државата, дали странство. Пробуваме да преживееме сега во моментов, значи во земјава е на преживувачка ситуација, значи заради кризата, заради сите тие работи. Тие што ќе го најдат патот во странство, значи што успеале некако да се пробијат таму, се разбира и тие се квалитетни, затоа се забележани, меѓутоа да речеме дека таму јадрото е поголемо. Тука значи може повеќе да дојдеш до израз, затоа што имаме помал број на модни дизајнери, неголи во Милано каде што се како сконцентрирани многу и каде што треба многу повеќе да вложиш и да се бориш за да успееш и да бидеш забележан. Во Македонија може многу побрзо да те забележат како квалитет и како дизајнер. Дали Стефанија доколку би имала можност би заминала? Па види вака, значи јас сум задоволна и од сега од она што го работам тука и значи од резултатите кои ги добивам сега во моментот. Меѓутоа зошто па да не, секој, како што кажав, секој се обидува да успее на некој начин. Јас исто така би сакала нормално да работам за некоја голема модна куќа или дај Боже моето име да се прослави како да направам јас таква модна куќа како што е да речеме на Карл Лагерфелд, на Александар Маквин, на Диор и сите останати модни дизајнери. Значи сите го сонуваме тој сон. За крај ќе ми кажеш кој ти е омилен дизајнер? Омилен дизајнер, па спомнав веќе Александар Маквин. Жално е што го загубивме, меѓутоа секогаш повторувам, има достојна замена. Исто така Карл Лагерфелд за Шанел доста добро ми твори, мада неговите линии ми се онака по да речам во однос на Шанел ми е подобар. Исто така Марк Джейкобс. Да, мислам, тие се дизајнерите кои јас гледам да постојано да ги следам и да ми бидат показатели до кај треба да стасам и што треба се да направам. Фала ти Штена за тоа што учествуваше во емисијата Urban Life. Ти посакувам среќа и идни успеси, па ние повторно да те видиме. Секако да, тука сум јас за вашата емисија, нормално, секогаш ќе бидам тука. Благодарам многу. Епа толку беше за денес. Вие не заборавајте да се пријавувате на профилот на Забавна редакција за рубриката Нов изглед и доколку сакате да добиете нова тетоважа. Ние се гледаме во среда. Чао, чао!